Рокчето е прва книга за деца на еден од најстакнатите и најпреведуваните современи македонски поети во светот Никола Маџиров. Стиковницата Рокчето е авторска бајка според истоимената приказна од Струмичкиот крај, собрана од фолклористот Иван Котев, а во неа Маџиров е и поет и раскажувач. Посебноста на оваа сликовница, како што вели тој, е во тоа што на крајот се поврзува со се, односно минатото со сегашноста, традицијата со совремието, приказните со поезијата и народното творештво со авторскиот израз. Да се пишува за деца навистина не е играчка, така да се каже, затоа што тие секогаш прашуваат. И пишувањето за деца се воспоставува диалог, искрен диалог, доколку и вие се прашувате доколку пишувате. На тој начин се отвараат многу прозорци на љубопитството, се отвараат прашања за настанокот на светот, на животот, она што навистина ние како возрастни се плашиме да си го поставиме себе си, а и на другите. На промоцијата Ермислав Азановски рече дека Рокчето е всушност една од оние космогониски приказни, односно приказни за настанакот на светот, на животот воопшто. И можеби тоа беше голем предизвик, зашто никогаш не би се осмелил да пишувам нешто за возрастни, а да ги поставам тие прашања. Веќе 15 години пишувам раскази во Росица, во списанието за најмалите. Овој пат собрав храброст да се обратам, односно да ги прашам децата што мислат за времето, што мислат за оној простор кој ги содржи сите простори, а тоа да биде искажено преку една приказна собрана од Струмичкиот крај, од нашиот истакнат, бесценет фолклорист Иван Котев. И тоа што ме воодушеви кај таа приказна е токму тој миг кога детето и неговиот најдобар пријател Воло Цивчо се соединуваат, стануваат еден свет, еден организам. Нивната љубов нема крај и токму таа љубов потекнува градот, светот, другите животни, билките, сето она што ние го нарекуваме небо, земја, вода, воздух. Маџиров веќе неколку години пишува и за детското списание Росица, но Рокчето за него е прво издание за деца и вели дека ќе продолжи да пишува и во иднина. Ние често, го реков тој на промоцијата во Скопје, често пати велиме да го разбудиме детето во себе и сметам дека тој израз треба многу поретко да го користиме, затоа што за да разбудиш некого, треба претходно да го успиеш. Не смееме да дозволиме да заспие детето во нас. Тоа дете треба секогаш да биде будно, без оглед на сите околности кои ја креираат обвивката и ѕидовите околу нас. Прашајте, влезете во, тоа е познат социолошки експеримент, влезете во било која училница, прашајте ги малите, најмалите деца, кој знае да пишува, да црта, сите ќе кренат раце. Ако влезете во истата училница 5-10 години подоцна, само двајца. Изгледа дека како што одминува времето, како што ние стануваме повозрастни, ја губиме само довербата. И детето е тука во нас да не потсети дека секогаш треба да бидеме љубопитни, да поставуваме прашања, а што е пишувањето за деца ако не поставуваме прашања? Ако ние се понудиме да се обидеме да дадеме апсолутен одговор на детето, тоа веднаш ќе тргне книгата. Инаку струмичанецот Никола Маџиров досега има објавено 10 книги на македонски јазик, вклучително и зборите поезија, а уште толку има објавено во земјите во странство. Како преведувач се јавува на 15 книги поезија, раскази и романи. Неговата поезија е преведена на 40 јазици во над 50 земји и објавувана во антологии и списанија во Европа, Соединетите Американски држави, Азија, Африка,
Латинска Америка и Австралија.